Така се трудиме некако поспонтано да ги започнеме овие изданија на Тивка врева без оние класични најави сличности, правиме фин муабет. На кој филм рече дека си била после? Нора. И што е поентата Се на работи филмот? филмот за танчерка, всушност секс работничка. И действото се одвива во Њујорк. Клиенти доаѓа еден млад русин, од богата фамилија, и го прави филмот дека ќе ја земе за жена. Супер е, да. А всушност Чега, младиот он тоа русин го да не е прави српскиот затоа актер што- овој Биковиќ. Не, Значи што ќе спомнеш млад русин, тој се појавува. се појавува често. Не, да. Тоа е или не? Не, Не, тој филм, друг. не, друг е. Друг србин. Не е србин, не, Се шалам. Руси и ерменци се. А така. А танчеркава, тоест работничкава, секс worker е американка. Всушност Кој би рекол? Да. Она се заљуби, тоест откако веќе ги зима парите, малте на малта се заљубува, а овој дете помали од неја за 5-6 години сака да остане во Америка, што преку глава му од Русија и од мајка му, и на крај намерно се зима за да изнервира мајка му, па мајка му доаѓа од Русија, го раскинуваат разводот и така, ма супер е причата, 2 сати е многу убав филм за гледање. Ова како тргнаме со темава на филмов и со мотивот, можеме да го ставиме во безброј од темите на Тивка врева, бидејќи види, Pretty Woman ти е као love story, као Cinderella нешто, ова има еден сегмент таков, ама Синдерела од AliExpress. многу е добар. Добро, ќе го Ништо прочитам. ќе го гледаме, да. Награда на Кан, да. Како се викаше? Нора. Да, овие филмовите во последно време треба ако го видиш она Кан дека е добитник во било која категорија, било да е тоа Камера или ова, и оној Торонто фестивал, мислам дека е, нели? И Венис филм И фестивал, Венес филм исто ми е фестивал, кога ќе фаворит. видиш она како си као оној Лоурој од Венец или што и да е Така. дека е добитник. Дека е на Кан. добитник. Знаеш дека нема утка. Затоа што има еден куп филмови кои што се нели блокбастери кои што реално Па и амерички филмови нешто не ми се омилени, морам да признам, иако овој не е европски, ама добро има го тука тој некој вајб, европски шмек, да. затоа што се руси и Кој е режисер ерменци. мислите? Шон something, Шон Пен. Некој. Добро. Шон something. Ете како отворивме оваа емисија, ово издание на Тивка врева со кратко прераскажување на филм кој што Катерина Ивановска го погледнала. Две Катерини денеска, ова е Катерини. Може да се преселите слободно во Грција и да се живеете. И да сме таму. Катерина од Едната е Катерини. Катерина, Да. а јас сум Катарина. Катарина, така е. Катерина. Добро, ама да, по нашите Знаеш како кога ќе ми кругови стигне дома некогаш сметка Катерина Иванова, значи име и презиме, викам во ред нека си ја плати Катерина Иванова. Јас не сум. Јас не сум. Добро, јас кога бев мал уште беше актуелен пред тогашниот председател на Бугарија Петар Младенов. И така ми вика прв пат кога ја посетив Софија во тие далечни 89-88 година кога немаше ни фармерки во Бугарија. Сега некои се изместија, работеве малку од денешен аспект, меѓутоа така ми вика ти като президент Петар Младенов. Не викам, јас сум Младеновски. Катерина Димова, Да. која што е, сама ќе си се представиш бидејќи доста вака за мене сложено твоето звање или Значи магистар вокација. по специјална едукација и рехабилитација, семеен системски советник, односно едукант во 4-та година семена и системска психотерапија, која што веќе актуелно ја работам. Основач сум си на свој центар Неуроклиник, кој што е центар за здрав раст и развој на деца, млади и возрастни. Секојдневието ми е деца, родители, млади, возрастни, ментално здравје, така да во глобала Тоа накратко. е тоа што немаше да го запамтам. Значи за пакетот за тројца тоа. дали има попуст? Фамилијарно. Позна ти да искористиш оваа ситуација, браво. И Катарина Ивановска која што нема потреба да ја немам посебно, бидејќи и оваа тема сите ми рекоа за оваа тема, таа ти треба. А темата Таа е човек. тело, ајде како тргнав со емисијите, тргнам со еден наслов на крај излегува друг. Па претходната требаше да биде не знам лажни вести при сексуална едукација и слично, на крај кастивме сексуална неписменост. До таму дојдовме. Темата или мотивот за оваа Тивка врева денешна е оно што се нарекува тело, слика за тело, што е тоа модел, рол модел и така натаму, на крај ќе видиме што ќе испадне како ќе ја именуваме емисија. Меѓутоа Кики е тука баш како една компетентна личност која што ќе раскаже и дел од своите искуства и како почнало и што се случувало во нејзината кариера, кои се проблемите и предизвиците, ајде така да ги наречеме, бидејќи тие проблеми и предизвици некогаш носат и тоа ќе го анализираме со Кате, може да ти викам Може, Кате, Кате, како ти викам слободно. се? Кате, да. За тоа како потоцна сето тоа му знае да се искомплицира и да отиде во несакана
една ситуација и состојба која што води кон разни болести, состојби, не знам, така се третираат како болести, да речеме анорексија, булимија, состојби. Дали е тоа, како да го наречам сега, каде би ги сместиле тие состојби или болести, во психички или во физички? Или тоа е еден спој? Во исхрана. Во исхрана, значи тоа е... Да. Али јас тука би тргнала дека и самиот момент со телото не е само физичкиот дел, туку сме психички, точно. имаме Да, еден па тоа цел, испреплетено, затоа и целокупно прашав. имаме и на пример физички симптоми кои што се гледаат, ама и психолошки симптоми кои што се афектирани во тоа, Ама така тргнува и од со тука, телото. нели? Да, тргнува од тука. Не знам како Точно, вели... јас се согласувам, све тргнува од главата. Умот е многу точно битен, умот. емоциите се многу битни, Да. разумот, свеста е многу битна, мислам. Разумот. Да, разумот. Е многу Разумот. Ја битен. читав тука некои фрапантни податоци за тоа и на која возраст се јавуваат најчесто овие болести, ајде ги наречам така, или аномалии и така натаму. Сето тоа е поврзано со онаа тинеџерска некоја возраст и подоцна малце можеби адолесцентските, меѓутоа потоа тешко она што го знам како лаик е дека се состојби од кои што и не се враќа така лесно, нели? Расстройство во исхрана кое што е исклучително тешко и остава последици и понатаму во животот ако не се третирани нели на начин соодветен со стручна помош и тргнуваме нели со една телесна дисморфија, па се надоврзуваме, односно искривена слика за себе во огледало, па се надоврзуваме со анорексија, со булимија и тоа секогаш е пропратено со анксиозни и депресивни симптоми, не се одстапува од тоа. Па дури имаме и трагични Да. моменти во... И имаме, мислам, телесни енграми, односно нели нашето тело помни све, како што мускулот помни кога вежбаме, така и телото ни кога поминува низ стресни ситуации или одредени вакви искуства, кои што спаѓаат во овие понегативни, односно негативни искуства, оставаат последица. Ако се појавува, на пример, рана адолесценција, тоа се провлекува и до касна адолесценција или можеби, на пример, сум имала случај во пракса да после породување, после бременост, со претходно искуство на, преданорексична, да речам, состојба, да мајката има потешкотија со тоа. Така да, исклучително и важно е да се зборува за што значи телото и дека не е само физичкиот дел, тоа како не изгледаме и дека сето тоа е пропратено со многу емоции, многу разум, многу свест, многу умствен дел. Така е, се слушам. Јас секогаш викам дека телото е нашиот храм и дека треба да го пазиме, да го чуваме, да го негуваме физички и ментално. И како што каже и ти, ти кажа за анорексија што се случува најчесто тинеџерските години. Среќа нели се занимавав со мода уште од најрана возраст, 16 години, и сум видела и сум живеела со девојки, со манекинки што се бореле со килажата, што им било кажано дека мораш да ослабнеш, не знам, 3, 4, 5, 10 кила ако сакаш да работиш. По секоја цена, значи дури би го жртвували сопствениот живот за да ја зграпчат шансата да работат. Јас имав голема среќа за тоа што све што сум правела во животот, све што правам, имам најголема поддршка од моите родители. Така што секогаш кога сум имала проблем, они биле достапни за мене 24/7, така што нивниот разговор секогаш ми пријал и за среќа, иако живеев сама на тие 17 години, кога човекот не е изграден психички и физички како личност, нели? Со долги разговори по Skype, по телефон, ми одржа витална во умот и во физичкиот изглед. Од која возраст беше надвор, да речеме, од тоа? тоа Сама да живеам 18 години, но претходно, претходно 16-17 години бев со мајка ми. И ние кога, на пример, кога сме живееле со уште една манекенка ми текнува во Виена, толку се трудеше да ослабне што вежбаше 3 пати на ден, по 3 сати, она јадеше малтене ништо. Но морам сега да кажам и мене дека имав таква една кратка епизода во мојот живот, за среќа краеше многу кратко, можам да кажам месец дена, јадев на ден едно јогурче и по 3 бадеми. До јогурче не се јаде. Значи, со лажички, онако вкус, овошен јогурт, да.
и по 3 бадемчиња на ден. Или на пример, нели од старина приказни дека смоквата е овоше за боговите и за робовите, дека не држи со повеќе енергија. Јас сум била на 2 смокви само на ден. Зошто? Затоа што треба да ја работам, да кажеме, ревијата на Валентино и ми рекоа ќе те земеме, но ако ослабнеш, неверојатно е тоа за 3 дена 3 кила. Да. И сум го направила тоа. Но пак ќе кажам среќа, темелите кои ми ги поставиле моите дома, сепак ми извеле на прав пат. Нешто не е само кај манекенките тоа. Тоа и во боксот го имаш на пример. На пример, она вагање што го нарекуваат, знаеш, на денот на борбата, на пример, имаш боксери во, не знам, некој перо или лесна категорија 70, 60 и нешто кила, сега качал, не знам, 70, треба 7 кила да ослабе за 48 часа и сум ги гледал подготовките на истите, на оние на таа варијанта на дехидратација, како да се нарекува, или губење на течностите, тоа е толку екстремно тешко. Така е, да, Значи во сауна потење и вежбање, и потење и вежбање, не пиење вода 2 дена, лепење со оние како се ка фоли чуда врагови, буквално си мнуват 5 до 6 килограми за 48 часа и потоа и кај Џо Роган го имаш ова подкастот, бидејќи ги следам тие некои боречки подкасти, и вели дали вика кај овие ММА и UFC фајтери вика сте виделе некои колку се случаи на трагично починати за разлика од кај боксерите. Ова е веројатно поврзано со целиот организам, меѓутоа кај нив овие драстични менувања на телесната тежина, кај UFC, MMA, оние слободни борби. Тамо некакви помалку рунди имате. Се нема такви екстремни правила. Може да се бори 120 кила со 80 кила. Овде не, имаш нели одредена категорија, тој за да спушти, мора да одигра некој меч за $1 милион, мора да спушти 5 кила за 24 часа буквално се мнува. Ти сум ги гледал подготовките кај нас регионални борци, меѓутоа тоа потоа директно го поврзуваат со голем број на мозочни удари, срцеви удари. И важно е нели да потенцираме дека тоа е за одреден перформанс. Така е. Затоа што младата популација ги гледа сите тие работи, достапни се на социјални мрежи и сега ако дете од 12 години се стави на пусто гледам дека и се рекламираат некои такви диети во однос на дехидратација, оде потење и нешто слично екстремно. И ако девојче од 12 или момче од 12-13 години се изложи на такво нешто, значи тоа е ризик. Многу е битно да потенцираме и ова нели Кики што го кажува дека професијата е таква и со поддршка од родители, тоа е перформанс. Станува збор за млади лица кои што се многу кревки, самата ти 16 години, 17 години, мислам секоја чест за родителите што биле тука имале храброст и поддршка и отвореност. Она што она го кажува, скајп разговори, тоа е без осуда, тоа е отвореност, валидизација дека окей, Кики сака да се занимава со манекенство, поддржуваме, али имаме и одредени точки кои што треба да се внимателни. Ова изгладнување, мерење на храна, преголема физичка активност, исцрпување, носење на широка облека, постојано гледање компулсивно пред огледало, кај адолесценти го има и тоа се првите аларми кои што родителите треба да алармираат за да овде нешто се случува. Овде нешто не е во ред. Јас можам да кажам едно мое искуство. Да, го спомена. Да, иако работам сега со ментално здравје или психолошки советувања, на мој 8 за прва година средно, најкревко јас бев во пубертет, најнаш добив на телесна тежина и некако прва средно, окей, ајде јас ќе почнувам со одредена диета, ќе работам на тоа, ама тоа зема замав да дојдам веќе до една поекстремна фаза, кај што моите родители секако дека алармираа веднаш, со вежби, со физичка активност и ова често го споделувам, еве сега јас сум све окей, супер, али го споделувам ова искуство дека без стручната помош, без поддршката од родителите, без веднаш да се алармира, не би завршило така добро тоа искуство. Нас тогаш рол модели ни беа, барем јас во средно немаше тогаш Инстаграм, тогаш почнуваше ерата на Инстаграмот кај нас. Филмови, глумици, значи модни реви, исто, сето тоа. Али значајно е дека ако тогаш рана адолесценција, тоа се провлекуваше до 20-та, некаде на факултет, веќе кога сериозно почнав да работам на себе, да одам на супервизии, се сеќавам дека бев дел од една групна работа на себе, и тоа многу помага кога луѓе споделуваат искуство и тоа искуство го води стручно лице и се трасира патот, значи дека не си само ти сам во целата таа ситуација.
И се сеќавам дека, мислам, за моите дома сигурно и ден денес е траума ако јас нешто не јадам, а сега си јадам и си вежбам нормално, али тоа остава последица. Остава и затоа е многу битно прво да се едуцираат младите за телото, за делови од телото, за слика за себе за телото, што е добро, што веќе ја преминува таа екстрема и ја преминува таа граница, и тоа нели го прават родителите и образованието. Баш како што кажа ти и ден денеска, мајка ми знае да ми каже, окей си, ама 3 кила ти фалат. Окей си, ама 3 кила ти фалат. Поправи се дека не си манекенка, ама јас викам, прво, нели сите си имаме различна конституција, сега мојата е таа вретенаста висока сум, јас никогаш не можам да бидам потешка и од ова што сум. Мене моите дома никогаш не ми рекле 3 километри. Ова е многу важно што го кажуваш, дека секое тело е автентично, индивидуално. Точно, е различно. Различно. Да, значи мојата градба е таква каква што сум, татко ми е исто ваков, баш секој што кажам, ние потекнуваме и од спортско семејство, не дека јас сега вежбам за да бидам фит или затоа што сега не работам. Така или сега повеќе не сум на модни реви, не стекам запознати списанија, сега можам да јадам колку сакам, ама мене вежбањето ми е здрава навика. Значи не до некое лудило на крајно дека јас морам да сум фит, дека јас морам да сум слама. Тоа ми е здрава навика, че не екстрема некоја голема, и навистина вежбам и се хранам здраво, ама не дека јас тоа го правам, пак ќе кажам, ради физички изглед. Од секогаш сум се хранела здраво. Че манџите ми се незаменливи од бургерите Чичко Стоилко, например, на времето. Чекај да те прашам, кога ги дојде оној зимски период на чварки, пифти, кажи го. Чварки чварка е моје средно. Не, чварката добро до душе денес се препорачува за диета. Ама зелници да речеме, не знам, пита. Ама тоа не те дебеле тебе, ако јадеш едно парче пита, ако изедеш нема да те здебели. Ти ако изедеш цела пита, кој човек може да изеде цела? Све во балансот. Така, све во балансот, здраво, избалансирана храна. Да, здраво, пошто не и преголемо вежбање. Исто гледам јас, пошто работам со адолесценти, гледам дека сега они што викаат, популарно е кате. Што е популарно? Популарно е по 3 часа да се во теретана. Значи, ако јас се чувствувам комфортно дека неделава ќе вежбам, јас вежбам 2 пати, некојаш еднаш, некојаш 3 пати во текот на неделата. Али го правам тоа затоа што сакам и затоа што ние викаме, го слушам телото какви знаци ми праќа, дека потребна ми е физичка активност. Не дека затоа што е популарно, не дека затоа што мора сега веднаш да се оди во теретана и да се потроши зелникот од синоќа што го јадевме. Значи секој со своите, како беше тоа, потреби, како беше тоа, мислам дека на Карл Маркс беше, секој според своите можности, потреби. Да, потреби. Но мислам, да, секој со своите потреби, многу е битно пак кога збориме за млада популација, дека често пати им се даваат кратки совети, брзи совети, инстант, уствари ние даваме низа на здрави идеи во кои што они се пронаоѓаат, пошто и они се доста збунети се. Ние тука збориме нели што е здраво, што е избалансирано, социјалните медиуми не го пласираат тоа. Точно. Кај сликата да поди. И така е. Живееме во модерно, во брзо време, каде што сакаме да слушнеме краток совет, каде што сакаме сите рилови да траат по 3 секунди, затоа што немаме трпение ние да изслушаме еден подкаст дури. Стварно, ретко кој човек ќе може да ги слуша, например. Сите се као чекајде, мотејче ќе се што ќе каже. И сакав да се надоврзам дека и младите, тоест постарата генерација, нашите родители, за нив е многу срамно ако кажат, и ако детето им побара стручна помош, молам, а ти добар си со главата? Не, значи не одам ради главата, одам ради себе. А и децата исто така се срамат да се обратат кај нивните најблиски, затоа што им треба помош, не родителска, стручна помош, за да решат било какви проблеми. Да. Како влезе ти во овој свет на модели, манекенки и така натаму? Овде имаме една опис на тоа во која возраст најчесто се бараат оние рол модели или како се градат стереотипите за тоа како треба да изгледа идеален маж, нели потенцирано е она мажите треба да се нешто постари
да се помускулести така натаму, жени И треба тоа исто е еден проблем, мислам, предизвик за машката популација. Вели, предпоставувам, јас немам видено во реклама некој од машката популација да е за детергент. Секогаш е некој од женската популација. Значи, ние го ставаме, нели, мажот како фигура поагресивен, поголем, вози кола, со актовка, па ги остава парите точно. појак, помокен, помокен, Да. ригиден, ајде, дури ќе го искористам и тој избор иако е јак, усвари мажите, машката популација има потреба за да не е окей, да не е добар, да има потреба, не знам, да плаче. Едноставно и тоа се наметнува и сега често пати нели го зборуваме тоа и маж дека има право на солзи, има право на тага. Цела емисија. Да. Машкото ментално здравје баш ја гледав и не е само и женската популација па пример представена во рекламите нежна, кревка, попасивна, домакинка. Она мора дома Со децата. Со децата. точно. Мажот е негде на пат стално. Секогаш точно така. И тоа влијае кога мислам дека јас сега нешто во последно време сакам да спремам производ за деца и баш сум повеќе вклучена во тој дел за како усвари има скриени пораки во сите фотографии, па дури и сликовници, дури и реклами и не е тоа поминато низ рака на едно стручно лице дека нели таквите слики праќаат многу гласна порака, иако е слика има гласна порака. Тоа имаше во врска со Дизни. Сите филмови. Сите, тоа прво нешто ми паѓа на памет. Памет дека да. Тргнал снежано, тргнал пепелошка, се сема некенки, чекај малку, нели може да биде просечна некоја жена. Не, ама или па и девојка. сакам да кажам, еве и црвенка па приказната, мислам, оди мало девојче разговара со непознат волк, ги лапнува па се сече, па они искачаат, а во друга па приказна има како Снежана исто мало девојче, па се заљубува во волкот, па сега како волкот како машко па се зима со Снежана како човек или на пример сите принцези на 16 години се мажат со принцовите и живеат среќни на 16 години. Да. Не е баш така направи во пракса изгледа. Да. И секаде е све, тоа е некоја емоционална манипулација, секогаш е све среќно, секогаш е све Секогаш. бајковито, секогаш е све уствари. Реалноста на животот е многу по-комплексна со емоции, од тага, од страв, од лутина, од умор, од стрес, од сето тоа. Траума, да. И мислам сега, ајде, нели, младава популација, можеби не се толку многу рекламни материјали, а социјалните медиуми. Имав еден клиентка, девојче, рана адолесценција, која што кажува дека не сум популарна, не сум видена, не сум слушната и заради тоа сум оттргната од врсници. Да, и YouTube-от. Да. И колку таму све, колку треба за еден кадар, колку опрема треба за се ова да се сними, а они имаат идеја дека тоа е многу лесно и дека така треба да е дома. Дека така треба да е средено и дека све треба да е пиц-пет совршено, као идеално. Нема идеално. Имам дома еден јутјубер, познато ми е. Кој што во моменти кога ќе почне да паѓа каналот, па му се случува разочарување така натаму и ти треба да му објасниш. А си присутен во медиумскиот, како мене некој толку време, во медиумскиот свет и му објасниш дека чекај малку сега. Не може секогаш да имаш успеси, не може секогаш да бидеш гледан, треба да имаш и нели хейт коментари, па хейтери имало многу па вака така, ама он сакал да го набилда каналот, па тоа е борба, па вака изделал, па онака изделал, па чека издебенен бил. Појавме ние моменти дома, нели слабени, така натаму враќање во нормала или не знам до кај сме сега. Меѓутоа тоа тие социјални мрежи, она што некогаш било билборд, веројатно денес е Инстаграмот и ТикТокот пред се. Младите се присутни на ТикТок, таму им се сервисираат оние таму им се сервираат сите оние, како да ги наречеме, рол модели на тоа како треба да изгледа или какви тела треба да имаат. Ти кога беше малечка, како влезе малечка, млада во тој свет? Имаше своји Не, јас никогаш едноставно никогаш не сакам, не, и ден денеска немам идол. Значи, навистина немам идол. Можам да кажам ако некоја жена ме импресионира, тоа е Кейт Бланшет како глумица, ама да имам јас некој идол или некој репер, па сега јас да го следам, не. Сосема случајно, јас сум човек што сакам да ја истражувам, сакам да се пробам на повеќе полиња. Значи, мода кај мене и во мојата фамилија била непозната именка. Ме побара, им се допаднав и викам, ајде, немам што да изгубам, можам само да добијам. И случајно влегов во светот на модата.
Работев и живеев 10 години во Америка и после се вратив во Скопје. Таму почна Да, во Њујорк почнав да работам. и потоа се пресели, како беше патот? Не само ништо, едноставно само во Њујорк. На колку години прв пат имаше, да речеме, ревија? Или фотографирање или што и да е фотосесија? Добро, ајде вака ќе кажам, прва позната и успешна ревија сум ја имала на 18 години како ексклузивно лице за Гучи. Прв фотошут за италијански Vogue на 17 години. Машала, тоа е многу рано и треба да си, не знам, психички веројатно веројатно доста... Вака за мојава кариера толку многу заборавам. Некако како да имам кап тие 10 години во Њујорк и секогаш ми треба некој да ме потсети, затоа што навистина точно во мојата кариера, во мојата бранша, јас сум успешна, ама никогаш успехот не сум го гледала одгоре, дека е нешто. А си имала ли кризи од типот не знам, веројатно секој професор има тоа, посебно кај твоева кој што е по овака какви кризи? Но типот на Носталгија не су за доволно, дома? не доволно добра, дали ќе имам успешна периодов, Не. ќе се откажувам, нема да се откажувам, не ме бива, ме бива. Страшно Пошто затоа што пред да влеземе се рече, да, ама имам нели нешто страшно тука? голема самодоверба во себе. И никогаш не сум се двоумела дали сум добра или не сум добра. Сум се двоумела во нешто што не знам, во нешто што прв пат влегувам, на пример, нели кога глумев трето полувреме, јас тука сум се двоумела. Не сум глумица, ова е за мене нешто ново поле. Али во врска со манекенството не знаев дека сум добра, но имаш милиони манекенки секој дневно доаѓаат во Њујорк, така што конкуренцијата е голема и знам дека не е до мене. Кога сум била, на пример, мрзлива и кога не ми се вежбало, кога сум вежбала за да ослабнам, на пример, и кога тоа е све на некој вештачки начин, и сум имала и притисок, и психички сум била препуна во глава, значи полна со тоа, мораш Катарина, мораш да вежбаш, мораш да не јадеш, ова е битно, ти си дојдена тука, избрана си за да бидеш во Њујорк, сега зграбчи го моментот. Тогаш, на пример, навистина сум се двумела не дали сум добра, туку да се вратам назад, затоа што ме исцрпувало тоа. Си проценила дека е притисок, дека не е добро, дека не е здраво. Не е здраво. Ниво на самодоверба било очигледно доста големо, меѓутоа кај многу девојки не е така. Да, не е. И затоа ама пак ќе кажам, ќе се надоврзам, затоа што имам добар бекграунд, што фамилијата секогаш ми била тука. Да, родителите, блиските. Била оставена сама на цедила. Сега си ти и тирај си сама. Дури и во даден момент од возраста да е така, сепак во тие некои моменти кај што телото чувствува дека е притисок, не јади, вежба и нели изгладнува и се и така натаму. Кога родителите чека кажуваат застани, кога има нели бекграунд, многу полесно е, она не се сомнева дали е добра во тој момент. Она се сомнева дали ова јас треба да се вратам, ова не е тоа, ова не е за мене. Имавме сега бевме на една и многу е добро што го кажуваш. Бевме на една конференција каде што даден лик во однос на бизнис, огромен скок. И во еден момент апел до студентите да работат по 18 часа дневно. И јас како да речам стручна, да, дека окей, зимај се пред себе, давај се од себе сега или никогаш повеќе. Тоа не е здраво. Тоа не е добро и затоа на пример секогаш јас ретко седам да гледам, едноставно со работа не баш секогаш имам слободно време да разгледувам, ама во дадени моменти ги разгледувам подкастите што ги гледаат, на пример, знам од клиенти што гледаат, што вртат, што слушаат и им ги фаќам моментите како овој од 15 до 18 часа дневно. Не е здраво. Не е здраво изгладнувањето. Баш треба да бидеме нели она медиумска култура, да бидеме внимателни што пласираме, пошто доаѓа до луѓе кои што имаат висока самодоверба, да, ама може да дојде и до некое девојче кој што е исклучително кревко и кој што не знае да плива во тие води. Или момче. Која е разликата меѓу анорексија и булимија? Булимијата е кога, на пример, ајде лаички кажано за публиката, кога јадат и потоа одат нели да повратат, односно да го извадат јадењето од себе.
Тоа може да биде дури и со пиење на одредени течности за да го исфрлат на еден начин, да ја исфрлат храната, а анорексијата е со изгладнување, рестрикција на храна. Значи тоа е како она кога може глуп пример ми прави една како се кажа ректоскопија. Па требаше да само што овдека чувството е имам едно девојче клиентка грижа на совест, грижа на совест дека јас внесувам храна и од повеќе нели психолошки аспекти различно се работи со семејствата, со брат, сестра доколку има во случајот. Али е исклучително едно интензивно чувство кое што ти кажува во себе не смеш да ја внесиш оваа храна. Не смеш да го јадиш. Јас сум слушал разни искуства, меѓутоа од она како лаик вела дека е многу тешко да се излечи таа состојба, да речеме. Се надминува со многу голема поддршка. Сега имаме случаеви кои што се хоспитализираат и кои што гледаме да не дојде до таму. Веднаш се реагира, веднаш се вклучуваат сите, не би можела само јас, туку имаме и психијатри кои што се вклучуваат во таа работа, да речам, во тој дел. Кој што загрозен е животот, не внесуваш храна, а се исцрпуваат, да трчаат, вежбаат, нели, интензивно, се прашање за живот. А колку време требајте за да се дојде до некоја си така крајна? Многу е индивидуално. Многу е индивидуално затоа што различни се снагите. Различни се снагите на семејствата, на личноста, која возраст е, кога се интервенира, кога се превенира, затоа оние почетни симптоми на изгладнување, постојано гледање пред огледало, не ми се допаѓа одреден дел од телото и се нагласува тоа, дури па и споредбите, као за телесна дисморфија е кога не ми се допаѓа нешто ова, ама и барам постојано нешто што не ми се допаѓа на телото. Гледам нешто што не е реално во огледало. Обсесивно, како да кажам. Обсесивно. И тогаш се реагира. Кога се реагира на време превентивно, нели, побрзо ќе дојдеме до крајниот добар резултат. Значи, доаѓаме во неколку емисии веќе до тој заклучок дека од дома, што ви рекла, ќе доаѓа се од родителите и така натаму. Кај оние што завршуваат некој од нив и фатално и ова, сега да кажа дека нема речиси поддршка никаква. Не би рекла јас така. Прво морам да кажам дека денес родителите, веќе ќе е родител и се многу збунети и се преплавени од секаква содржина на информации. Јас чисто поддршка, внимание сакам да кажам. Дека и тие брзо, значи во брзо време, јас како мајка измислите прекинам. Вања кога ќе го земе телефонот. Јас Која би беа твоите второ оделение. Сега, например, Вања има 30 минути тајмер. Ама јас не можам над глава да му стојам на детето тие 30 минути. Јас ќе поминам 10 минути да видам добро гледа фудбал, добро гледа дајте музика. Ама јас не можам 30 минути да му бидам над глава. Добре, како помина понатаму нема ни да можеш баш да контролираш ништо тоа. Кој знае све што поминува на тие слики на екранот во неговата глава, во неговите мозочни кели. И јас тоа сакам да кажам, требаме ние како родители само да внимаваме повеќе и да ги следиме децата. Филтрирање, а не дека за поддршка сите нормално ќе дадеме поддршката, тоа не е наша работа. Обврска. Добро, тоа е еден сегмент вака како родители што можеме да направиме. Од друга страна е оној општествениот или системски сегмент, зборуваме во скоро секоја емисија. Затоа кај одиме со достапност на тие содржини, пласмани и така натаму, имаш оние апликации сега период, дури јас се фаќам некојаш ќе гледам, оние како да ослабеш за 10 дена со вежби за одредени делови на тело, па имаш age, Јас имам моја возраст, гледам од 40 до 50 кои се. Имаше со крвна група. И добре, викам, чекај бе да видам што отварам и ги гледам некои работи, повеќето ги знаеш, ама се лажеш. И знаеш, тргнеш дури на оваа возраст. Ке рече човек ментално стабилен, веќе психички ваков таков. Зрел, возрастен. Мислам некој кој што на 14-15. Што се случува на овие социјални мрежи на апликации за да ти излаже да те однесе можеби во некоја насока која што не треба. Види, не би можеле да скроз да ги тргнеме, посебно адолесцентите, па они се во една фаза кај што бараат автономност, бараат индивидуалност и треба да ја дадеме затоа што се истражуваат идентитет, многу е битно другарството, многу се битни врсниците и сега не би можело тоа да биде да има строга граница затоа што адолесцентот со отпор реагира на осуда и на зборот не.
Зборот не може малце поинаку Познат. да се да формулира за да нели дојдеме до посакуваната цел. Системот. Јас секогаш кажувам дека системот сме сите ние како единка, како индивидуа Така, и се имаме семеен систем и од тој семеен систем имаме нели образование и сите тие. Ако секој тргне од себе, мал дел од луѓето да го гледаат овој подкаст, ние сме направиле промена. Точно. Допрело до некој. Сигурно дека треба. Мислам, се надевам дека како поминува времето и какви се апликации, не знам, каков инфлуенс се прави, ајде да кажам, дека ќе има некоја стратегија кај што тоа ќе се филтрира, ќе се проверува, пошто мислам, зборам за тој што е креирал апликацијата. Така, ама ние не можеме да владееме со светот. Да. Чи тоа не е од нас, Да. еве од Незе, од тебе и од мене крирано. Тоа треба да има некако вакво, да. Значи, до таму треба некој да стигне за да, како што кажа ти, апликациите да се контролираат. Добро, апликации не се така страшни, има многу контентот на Да. на било што. На било што, телефон. да, на телефон. Лудо е што се пласира посебно кај на младите, оние популарни јутјубери имаше едно време, како си каше сега, не можам да се сетам, кој што буквално си даде задача да ослабе, имаше нешто 180 килограми, значи беше сериозен проблем, имаше пред и срцеви болести, така натаму си даде, си прават како сега тие челенџи. Челендж, да. И си ги Да. прават и сега да ослабе да речеме, не знам, за 10 дена 50 кила, што е тотално нездраво и некои успеваат во тоа, некои завршуваат во болница и децата тоа го гледаат и некако си го прифаќаат како предизвик и тие, знаеш, имаше или како беше да повратиш нешто од најгадните вкусови, па дали ги повратиш, дали Да, не имаше такви некој глупости. таков или момент со прејадување, знам дека имаат и некој таков предизвик. Дали кога можем да знам 20, не знам, чизбургера? да, прејадуваат. Да, го има и тоа. И сето тој сега секој од своето гнездо, од својот дом, кога би не да има контрола кај адолесцентот, али да се филтрира и што адолесцентот гледа, каде адолесцентот, што прави, што се следи, а воедно и не знам, повик до сите што прават некаков инфлуенс, дека мора да се внимателни во однос на што се пласира. Пошто тоа допира и до Се шуе здраво, тоа е еден повик до сите, па дури не знам, и ние што работиме од оваа страна, и ние пласираме, и нас не се битни социјалните мрежи да стигне. Јас се смеам дека секогаш имат повеќе гледаност нешто што е многу брзо, многу инстант, некој нешто да, за жал, прејадување, отколку ти кој што збориш нешто Точно, да. значајно, нешто важно. Во Али, таква, да, во таква. живееме, медиумска и тоа е, за жал, контрола над оние содржини нема, како што имаше некој што веќе не знам колку пати го кажам овде во една песна, а не па во однос на содржините на TikTok. Па видете ги текстовите што се пласира овој модерен трап фолк, што порачува. Не знам ни да го изговорам, трап, не знам ни што е. Па Не ни доживувам сакам да нови знам што е. појави форми, како да ти кажам, веќе тоа оди, не знам. Да. Јас некако секогаш кога ќе дојдат адолесценти ќе ми па тие споделат трап, нешто да. тренд, и јас после секоја се гуглам, барам нешто што не ми е јасно, не знам што е. Али интересно е дека, ова, мислам, спомна дека родителите онака реагираат за стручно лице, адолесцентите се тие што ги носат родителите, Да. кај многу голем број на адолесценти, Да. пошто им е достапно, ментално здравје, гледаат, пратат, во моментот кога не се чувствуваат добро, бараат стручна помош. И, знаеш, мама, носи ме. Да. Имам, не знам, срцебиење, тахикардија, раце ми се потат и така натаму. Нешто ми се случува. И сака да го помладите проверат. генерации се поотворени за Да. за Да. пристап до Да. психологија. Да, може Да. би. Добро. Али ние сме- јас ги разбирам родителите, исплашени се. Тоа е загриженост кога ќе одиме кај стручно лице. Јас растев во генерација кај што не носеа на психолог затоа што направив некоја беља, нешто не беше добро. И сега претходните генерации биле така воспитувани. Се очекува нешто лошо да се каже. Као, читам, гледам страв кај родителите. Као, добре, све е окей. Загрижени се. Сустојба на краз на краиштата треба да се интервенира за да му биде подобро. Да. Да. Кики, сега да те прашам, популарно беше го начнав малку пред да започнеме со снимањето на подкастов, супер сајз модели. Тоа стана некако, па сега може и не е така актуелно, но еден период беше многу актуелно, се појавија нели како да ги кажеме, се буцки навредливо е, меѓутоа по буцкасти дека манекенки. имаше голема критика дека манекенките имаше и неколку случаеви на смртност. Значи 2-3 манекенки од анорексија, булимија, Да, анорексија и почина
Потоа имаше и манекинка која се фрли од прозор, затоа што не можеше да го издржи целиот тој притисок. И едно време рекоа во ред, а сега ќе ги пласираме екстра, како ги нарекува, супер, не е супер сайз зборот. Екстра сайз, Не, екстра curvy беа. Curvy models, демек со облини. облини. И тоа отиде во екстрема. Значи, curvy model, значи тоа ти се со облини. Тоа е девојка некоја, ако има, нели, побојни гради, пошироки Задник. колкови, да. Ама тоа не е сега што направија американците. На ривија ставија 150 кила девојка, тоа не е curvy, тоа е overweight. Последно во Викторија Secret шоу што беше, сега демека еве имаме секаков тип на жени. Не, немавте вие тип на жени. Вие имавте од екстремно слаби и екстремно дебели. Чекај, дали таа Полни кампања сакам да кажам. тој Сега, тренд почна и тоа како не е здраво. И килажа на 20 годишна девојка 150 кила не е здраво, исто не е ни здраво и 30 кила. Значи, сакам да кажам, но младите тоа го купуваат. Да. Го купуваат на некој маркетиншки трик, им ги пере мозоците и викаат, аха, да бе, супер. И има девојчиња кои викаат, здрави, прави девојчиња, стварно што се overweight. Супер сме, ние сме као Ким Кардашијан, она е ин. А други бида до на екстрема на анорексија. Не, ние сме супер скелетон. Тоа сакам да кажам, значи никогаш не се направи и во модната индустрија некој баланс. Но пак ќе кажам, знаеш како, од секогаш манекинките па биле слаби. Само во 90-тите, нели, оние фит, Синди Крафорд, Кристи Тарлингтон, Линда Еванджелиста, таа ера на супер модели, никогаш нема да ја има и никогаш нема да се повтори. Тие беа рол модели. И можеби, еве, сега си го прендав мојот рол модел. Тие беа жени вистински. А не како што знам да ги наречам денешни закачалки на две нозе кои рекламираат обрак. Дали тоа со супер сайз моделите тргна како начин еден или да го речеме кампања да се оттргнат, не знам, модната индустрија да избега од оние стереотипи кои што ги зборуваме за рол моделите, за како треба да изгледа манекенка слаба и така натаму, или и тоа отиде во погрешна насока? Од критики Од кои критики. направија да они. Али повторно е во дисфункционалност. Јас Така. секогаш викам спротивно од дисфункционалното е исто дисфункционално, нема, точно. значи пак имаме некоја средина и точно е младите тоа го купуваат, го купуваат, гледаат да. затоа што Младите се купуваат. пак ако кај доволно младите, па се тогаш доаѓа мислењето до апстрактно, тогаш они им се развива тој дел да размислуваат така. Тогаш доаѓа моментот да се градат оние нели секундарни сексуални полови карактеристики, рамења, не знам, брада кај момчиња, гради кај девојчиња и така натаму. И сега природно тоа си се развива како што нели тие конструкција на тело и одредена генетика и сето тоа. Дополнително на тоа ти ставаш притисок или екстремно слабо или екстремно дебело, да, да, полно како полно, да се каже, да. да. Така да. Овие статистика вели дека најчесто на возраст од 15 до 19 години кај девојчињата се впуштаат во облици на нездрава диета. Да. Што паќа нездрава диета? Изгладнување. Она јогурчето со Исцрпување. Јогуртот со, да, и најверојатно зошто тогаш, значи, кај нас жените, нели, се развиваат градите, Да. задникот, рамената, физичкиот изглед, туку се акните и нормално сака. А гледаме нешто што е постаро од нас, например, нели, глумица, пејачка, манекенка и сега сакаме да изгледаме како нив, на нашето тело му се случува шок, некоја нова состојба и најверојатно некоја нели логика, моја си ја кажам, и најверојатно тогаш и најголем процент на девојките од 15 до 19 години се случуваат овие анорексии. Да, и најкривки се, многу се кривки тогаш и што е здрава. Тинеџерските години, Да, што е здрава диета,
Тоа е пак е индивидуално. Мислам, постојат нели одредени стручни лица кои што ако сакаш да намалиш на килограми се компетентни за тоа да кажат што на твојот организам се одговара и каква храна. Да, баш кај оној муавет на секоја крвна група одговара различен тип на храна. Имаше некои такви диети, да, и све, али мислам дека консултација во однос на тоа, пошто она што мене ми одговара јас да го вдисувам како храна, не значи дека на некој друг му одговара. И многу треба да сме внимателни, не? Слушај, има таква и таква диета, супер Сурутка резултати, диета. да. Сурутка се која. Медицинска, не знам, имаше комбинации, да, имаше, мислам дека нации. да, имаше некоја така. Тоа е диета. Да. Што е тоа? Што вклучува јадење од цел свет? Дънкан, како да се викаш, ете јас ја држев, пожолтев цела. Различни. Не. Значи јас морам да кажам, Ја ги знам не дека сум горда на тоа, ама ги споделувам затоа што едноставно, пак ќе кажам, свесно сум го правила тоа и не сум отишла до свесно, зборот свесно. Свесно. Да, свесно сум го направила тоа и тоа било краткорачно, значи не дека сега тоа ќе ми биде лајфстайл и дека ете, не знам, пак требало најверојатно за работа. Не жолта, зелена стана, затоа што јадев само протеини. Желудникот почна да ме боли, бубрезите почна да ме боли. Па да, многу протеини. Само протеини, да. Не со јајца, точно. Добро. Да, билдерска. Да, без Мене ми е позната само на зелка диета, не знам дали ја знае. Све без зелка? Па се освен зелка. И ананас имаше еден. Да, све освен. Се обидел до душе, најмногу ми помогнало абстиненција од храна во одредени делови на она кој ќе кажат после 5 немој ништо, тоа навистина ми има помогнато. И тоа до 5 гледам да се хранам барем по-нормално и гледам, нели, она кога не сум вака малку пополне да не јадам леб, нели, јаглик, хидрати, шекер, нездрави шекери, газирани пијалаци. Повторно е за одредена возраст. Повторно има некоја карактеристика кое што се водиме. Сега да, во овие млади денови мислам дека воопшто немаат потреба. На младите баш им треба храна, баш им здрава храна зборуваме сега. Не знам како е Кики дома кај мене борбата со нездравата храна. Не. Бидејќи на менијата на моите деца знаат да биде 7 дена и тука имаме големи караници дома, само хамбургер или криспи чикен и не знам што, и после тоа нели кај керката имаш не знам сега колку е точно тоа, нели се зборува дека во пилешкото е полно со хормони, со бла-бла, па тоа ќе ти порасне брада тебе, како женско, па не чини па на женските гради, на женски гради им растат и така натаму, па не борба. Меѓутоа, навистина имаме со нездрава храна, не само со диетите како предизвик, туку и нездравата храна е предизвика, и исто така води до незадоволство по тоа кој ќе качат 10-15 на килограми. Види, јас сега кога се навраќам, јас како почнав со ајде да имам некоја повитка линија тогаш, пошто нагло качив на килограми, јас си бев љубител. Не, али гледај што се случува. Баш заради тоа за време на студии не отидов во Америка. Колку влијание е имало. Јас застанувам и кажувам, јас нема да одам на working travel, не одам во Америка, да, за да не се поправам. И тогаш од оваа гледна точка си викам као чекај малку, тоа не сум си го споделила со никој, туку јас низ работа на себе сваќам дека, не знам, втора, прва на факултет не сум одела само заради тоа, затоа што знам дека податоков сите од Америка се враќаат покрупни. Значи, оставило некоја трага и некое влијание од тоа што сум држела одредени построги диети, али тргнав се сеќавам, пошто мајка ми виде дека мене не ми годе постојано да јадам хамбургери, сваштари во средно, и она почна со нормална здрава храна. Ајде вика заедно. Значи, тргнав по еден рол модел. Кога родителот би јадел поздраво, предпоставувам, јадите дома здраво, тогаш и детето ќе има нешто. Тоа сакам да кажам, на која, да, многу е битно на која возраст, многу е битно. И ние дома, например, татко и мајка ми, сестра ми, ние секогаш сме се хранеле здраво, сакам да кажам, домашна готвена храна. Тоа, да. Значи не е дека што здраво, точно. Лососи да јадеме, авокадо, чија, значи не. Зборам домашна готвена храна. За дома тоа е здрав оброк. Со салата, со супа. Супа, да. Тоа е супа, течности. Моите деца исто. Ама тоа пак ќе кажам све дома. Тоа што ќе им пласираш уште од мали нозе, на тоа ќе се навикнат. Исто дома јадат. Дали само ќе го прифатат понатаму? Види,
не знам сега твоите колку години имаат, ама 5 и 7, 16 и па 12. гледаш се уште се зависни. Сакам да кажам, Да. твоите може да отидат и да кажат, ма не го јадам гравот, ќе купам парче пица, моите тоа не може да го кажат. Да. И не може да го направат, така Тоа сега да ти кажам, ќе го дека јадат одредена тоа што возраст ќе дојдеш, има- па тоа не може да, не знам колку можеш да што ќе влезеш. сервира месна маса. Затоа е многу битно кога нели седнуваме и разговараме и имаме некое јавно излагање да потенцираме професија, одредена Така, возраст, не секогаш не е поточно. секогаш дека мора така да е сите да бидеме манекенки или точно. сега види сите ќе бидеме психолози или сите, значи тоа е професија. Индивидуално е се и затоа нели телото е индивидуално, своја приказна секој со својата приказна, со своите нешта кои што се случуваат, освен родителството и колку се тргнува од дома, втор систем не е образованието. Образованието и таму колку нели се потикнуваат. Колку се? Па, многу предизвикувачка и голема тема за разговор, да, многу. Исто се се колку е таму застапено. И не Да. само тоа улогата на медиумите, нели, Да. како рековте, одговорноста на медиумите и така натаму. Еве сега, например, читам сега еден податок дека селфијата во многу чест случаи раѓаат чувство на незадоволство за своето тело или изглед на времето. Знаеме колку е тоа тренд веќе последниве и Тренд. јас не знам на времето што со ние старите знаев да се сликнам така, па викам ја не бе меѓу првите што го измисли селфито, ама тоа не мука е, што нема како. Меѓутоа сега нели или тоа позирање мене ми е малку тоа Да. туѓо. Не знам местење на усни, се Секогаш зезам и кога јас знам ќе да се. видам, да. да, Секогаш кога ќе видам некој друг, викам, леле, аман, што е со луѓево? Се фаќам дека пред недела дена јас сум си ставила махинално селфи, значи сум го земала телефонот, сум се сликала и значи ама јас Ама кога- Кики ти знаеш како изгледаш и си и во тоа се тие вика години си професионална задоволна од деформација информација. кај мене, па демек си имам некаков екскюз, ама сакам да кажам, леле, се фаќам и јас со селфиња, а ги судам другите, викам, добре, што име на Види. луѓето, зошто волку, дали има па паметна работа? Има големо влијание, има големо влијание. Сега ти ќе се фатиш, што правам јас? Али младото лице нема, тоа е тренд, сега така. ќе објавувам. А инаку да има одреден податок, истражување дека девојки или момци кои што објавуваат постојано селфиња, дека некаде станува збор за некоја пониска самодоверба. Самодоверба, Да, и нели кликот на Ама лајкови слушај, на тоа све тоа. епидемија стана веќе. Тоа не е случај со една-две, него 90% од корисниците на TikTok или на Instagram, значи и онај момент со феноменот на фотошопинг и потоа разочарување од тоа, нели, ќе дојдат на средба со дечко и ќе речат: "Абе чекајте, не си оваа, што ја гледам сликава." Знаеш, никогаш не ги и- разбрав. Да, и да. тоа Треба, тоа е многу, мислам- многу развиено, многу распространето. Пак е све избалансирано, не значи дека не треба да им дозволуваме да се сликаат или фотографираат, Точно. али тоа да е со некоја поинта или избалансирано. Ако ние гледаме дека нашето дете дома на секои 5 секунди го вади телефонот и се слика и се постираат, или имам пред некое време на едно девојче ми вика, имам 4 акаунти на Инстаграм. И јас онака, зошто, која е поентата? Значи, они одат до таму, на кој акаунт, кого имаат, зошто имаат, и тоа е веднаш за аларм. Што се случува? Која е Значи, во однос на позадината? перцепција на тело и слика за себе и социјалните медиуми, како рече ти за Ким Кардашиан, дека таа има природни облини или тоа се вештачки створени? Затоа што еден период ја викав Ким Прекардашиан. Логично, нели, пошто затоа Ја што прекр- тоа е, знаеш, не знам како да кажам, како може Да. да или ја викам сум веќе со постари сваќања, вака постари генерации, па не можам да сватам сега тоа личи буквално како пумпано со Види, да, секоја генерација се носи свој тренд и своји трауми после тој тренд. Така што кај нас е Ким Кардашијан. Јас многу се нервирам и се грозам. Ја не Значи, можам да го можам да разберам. кажам, комотно се грозам од тоа што ама пак и кога ќе кажеме тоа треба да се забрани, тоа не сме ние, значи тоа светот го, значи ние не можеме да дојдеме до светот, не знам како да кажам. Цела Америка тоа го следи. прифати. И ние нормално исто го следиме и тој тренд амерички, тоест не мора да е амерички, светски тренд. И не знам, еве, како тоа може да се искорени, мада никогаш нема да се искорени, затоа што не Ја знам. би рекла едукација. Едукација, Едукација и да, само точно. едукација. Онака мислам дека едно од интервјуата кажав дека не сме многу нација што верува во наука.
стануваме нација да веруваме во наука и тоа е супер, али ни треба уште едукација во образование квалитетна. Знам дека одма тука ми доаѓа. Каква квалитетна едукација? Во школите или каква друга едукација? Едукација за родители, едукација, пример, значи, еве конкретно млади, општо, едукација да, во школите. Делот Јас слика сега за да го кажам, тоа е врзан систем. врзан е. Образование, родители, се е тоа врзано. Едно без друго. Сега знаеш ќе кажеш, ќе припишеш некојаш на неуспех на родител дека детето, не знам, не е изградено така, меѓутоа и системски е одговорноста, значи на училиштата сега не можеме само образованието, да. Како беше она сега сите одат на Театеровиќ, зошто па таму оделе сите? Ја не можам да се согласам со тоа. Не е во ред, на пример, одредена појава за мене која што пласира кич, шум, турбофолк и не знам, музичко, да. Видиш како тоа е за тебе кич, Как не, извини. Не, така на времето не беше. Точни дефиниции си постоја на времето. Не во основно го кажам не знам колку пати. И на едно интервју сега скоро, значи постоеше дефиниција за и за мене е тоа кич. Туку сакам Ама не кажам. како да ситуација се она што не е правилно се пласира како правилно, знаеш, исто како турбофолкот да се пласира како култура до таму дојдовме. Не може да биде пласирано И како таму култура, се има знае. многу, Како ти кажам. јас имам анализирано од се не знам кои одредени песни каде што се повикува на насилство. Страшно насилство, Да, да. сексуално родово, значи насилство се повикува во песната и Да не тоа се мислиш на пушта. десингерица, кој што и рен да кашкава на главите на младата публика. Ти не си во тек? Јас А, пред па, некое чисти, време ти. гледав некој не знам и зашто јас стана Дирање со збор. патика по глава му е дел од шоуто и доаѓаат млади клинци од по 15, 18, 19 Чеки, години. никој што им плукал во уста. И Не, ще плука да, во уста. да. Тоа е тој. Тоа е истиот. тренд. Да. И сега тоа е тренд. Како може да е тоа правилно? Ја не можам да го разберам. Истото мислам за темава кога зборуваме. Нешто Па кога ете не тоа е викам, во ред. како такви кич шунт работи можеме ние сите да се заштитиме од таква информација. Тоа сакам да кажам, не можеме што со тоа светот влада е во стил ајде не пуштај телевизија, не пуштај Да. YouTube, значи тој пак веќе треба дел од да нас, има, не знам, ние вајда си кој што враќаме на таа едукација затоа што да гледаме што е реално, што е здраво, Да. што е добро за нас. Као свесни сме дека некој да ми рен да кашкава на глава не е добро. Освен ако не си чувствуваш како пица. Не е да. Не е добро, мислам, затоа треба да се да се поведува тоа што е здраво. И многу да ме почитува или што е здраво, да се конкретизира што е здраво. Постојат одредени научници кои што тоа го кажале, зошто да се зборува за сликата за тело во образование. Затоа што адолесцентот треба да е запознаен што се случува. Работам на еден проект сега за родители и адолесценти каде што имаме предавање 6 недели, заедно група. Првата задача ни беше за да разговараме за развојни задачи и предизвици кај адолесцентите. Адолесцентите не знаат што е развојна задача, од типот немат, они знаат дека имат акни, растаат, се развиваат, дека се полути, повознемирени, ама немаат многу познавање. Зошто? Затоа што ни треба да биде дел од образованието. Согласувам. Дел од кај што родителите ќе зборат за тоа. Значи сепак ќе се вратиме на првично од дома да тргнеме да разговараме со децата, а бидејќи ова го заклучивме неколку пати веќе малку разговараат родители, некои воопшто не разговараат, да бидеме искрени. Едноставно или не сакаат да најдат време или така им одговара да не се потрошат многу во текот на денот и да одвојат време. Има и такви. Така што мислам дека на крај доаѓаме до тоа да тргнеме од дома кога веќе системот од себе и и од она што е дома, нас, да. А потоа да се надеваме дека оние други системски работи ќе се средат и дека ќе имаме образование на едно друго ниво и во училиштата и во самите медиуми и не знам уреднички политики на медиуми. Јас многу се борам и со тоа и преку музиката и преку разни образовни содржини и така натаму. И тука полека но сигурно доаѓаме до крајот на уште едно издание на Тивка Врева, Ката и Кате. Ја реков две Катерини, ама не е тоа така добро. Катарина и Катерина. Во она што требаше да го развиеме како тема поврзана со тоа што е слика за телото, аномалии при градењето на истите предизвици, состојби, докаде може да отиде погрешна перцепција за себе, така да кажеме. Бидејќи секој е совршен на свој начин, ја тоа така би го нарекол. Секој треба да биде она што е. Јас уште не дојдов до дефиниција што е совршено тело. Не знам за вас.
Немам. Не знам, Кики. Немам. Ма Кики. некинкава сега да се јави, Кики. ова е се шалнички, таков ми е хумор. Не ми каже како не прекардашен, идеално за Не, мене. не, не. Секој со знаеш. својата Се совршено различни со својата Така, индивидуалност секој со споделува. своите мани и доблести и Карактеристики, Така. да. нема совршено. Ви благодарам што бевте гостинки во овој издание на Тивка Врева и се надам дека ќе поттикнеме и размислување, дебати и нешто од ова да се имплементира, како се вели тоа ова како политичари, да го имплементираме во пракса. Да. Кога ќе кажат нешто, некој збор само да го кажат, а всушност врска нема со Добро, реченицата. постои таму во Јаклија, сега да имаш 100 Ама термина, мислам, ако ги научиш, тој знаеш, збор им е омилен. да ги Имплементира. имплементираме во пракса. Омилен им е. А најтежок дел е да се имплементира. Малку политички звучиме на крајот, меѓутоа е малку да се користиме ние за тој вокабулар. Ви благодариме за вниманието, уживајте ова беше уште една Тивка Врева.